И во денешниот ваш говор морам да кажам дека доминираше вашето големо политичко искуство. Сте биле министер во влада, сте правеле буџет, дадовте одлични препораки до владата, меѓутоа, за жал, морам веднаш да констатирам дека тие не ме ни слушаат, а не пак да примерат тоа што го кажувате. Препораки дадени, но џабе се. Џабе се заради тоа што и на крајот од денот вие повторно им давате поддршка и безпреговорно во се ги поддржувате. Ова е буџет во кој што во овој момент во државата мора да кажеме дека имаме историски највисока инфлација од 1995 година наваму од 20%, највисок јавен долг, историски цени највисоки на електрична енергија и нафтени реагенци, историски највисок раст на цените на прехранбените производи или се што ни се случува во државата е историско, меѓутоа за жал во негативна смисла на зборот и се е на штета на државата и на граѓаните. Нарушена е внатрешната стабилност, економскиот раст е негативен. Ова е буџет кој, како што споменав и претходните данови, ќе остане буџет само на хартија, како што остана и буџетите од претходните години кои што на почеток ги нудеше оваа влада, бидејќи само за неколку месеци веќе во наредната година ќе се види дека реализацијата негова ќе биде всушност никаква. Буџет кој се спрема и се нуди во најголема енергетска криза, која што, впрочем, и вие спомнавте во вашиот говор, а во него нема предвидени средства за вложување во енергетска инфраструктура. Буџет кој ќе биде голем удар за приватниот сектор, за жал со овие политики, се повеќе мали бизниси ќе се затворат во 2023 година, благодарение на оваа власт. Во буџетот имено не се предвидени средства за, односно се намалуваат средствата за субвенции на плати. Ова е власт која функционира со лаги и манипулации, која што не сака граѓаните и државата да одат напред, ама како да сака всушност да не вратат 30 години назад. Жално и трагично што средствата за наука се намалуваат и се прашувам кој мислите дека ќе го реализира, ќе ги реализира сите овие предлози кои што денес вие ги понудивте, кога се повеќе луѓе на функција имаме кои што не знаеме кои и како ги завршиле факултетите кои ги имаат. Имено од вкупниот буџет на државата за наука во 2014 се доделувале 0,45%, 2015 0,40%, 2016 0,26%, 2020 0,12%, 2022 0,15%, а за годинава од 2023 се предвидени 0,08%. Затоа ни заминуваат младите, заради тоа што државата ништо